Во економијата што ќе прочитате, ќе прочитате дека имаме најниска плата од сите земји, што ве засега сите вас. Ќе прочитате дека имаме една од најголемите стапки на невработени млади луѓе, што не засега сите нас, 500.000 да не се чудиме кај отишле и зошто отишле. Ќе прочитате дека сериозно стравува тоа што се случува, дека јаболкото од увоз ќе си го купиме за 30, а домашното за 40 денари ќе го оставиме на тезгата, ќе го скокнеме, затоа што извештајот зборува и за тоа колку се спремни фирмите што никаде ги нема, комори, не дај Боже, вака некојаш да дојдат или да помаветат, колку се спремни на ударот што утре би дошол од, а веќе и доаѓа бидејќи пазарот е отворен од членството во Европската Унија и уште многу други работи. И мене што ми беше посебно задоволство што во овие области за кои што ја треба да зборувам, има и двојки, има и единици, има и четворки, така што не беа досадните тројки да кажам, а ќе ви кажам зошто и тоа од прилика е така. Во борбата против корупција делот, нема да ви раскажувам што таму кажуваат, сакам да ги објаснам работите ако можам. Две двојки има, ако веќе почнавме со двојки. И за состојбата до сега е двојка, и за напредокот годишен уште една двојка. На работа, кога го отворивме, читаме и викаат колегите, па зошто двојка, а не единица? Единица е, например, комисијата да се укине. Така, тоа би било бекслайдинг. Ама пошто постоја ништо не работи, е двојка. Значи, ја имате, од прилика за тоа се така двојките. Може би на иста линија ќе биде нешто со вас кој што го кажа, ама една работа што нова, што вака, нели, меѓу редови може да ја видиш ако ги знаеш работите и ги читаш извештаите наназад, политичката одговорност, немањето политичка волја, прв пат не се спомнува кај корупцијата во контекст на власта, владата, политичарите, туку им се префрла на трите органи во институциите на системот, на полицијата, на обвинителството и на ДКСК, Државната комисија за спречување. Што е новитет? До сега викаат, нема политичка волја од повисоко ниво. Сега нема веќе повисоко ниво, значи сега се фаќаат за врат институциите, што постојат да си ја вршат работата. Тоа е вака една новина. Се бараат резултати, опипливи, видливи резултати, нели, постојано во високите кругови на власта, а не само во ниските и во малите. Оние случаи на корупција зборуваме. Исто така се бара и некаква поголема видливост на антикорупцијските мерки што се преземаат, бидејќи верувам дека вие никој не знаете, си помина една стратегија 5-годишна, сега се носи нова 5-годишна, значи тоа така си останува таму во комисијата, ништо не се јавноста не дознава. И за прв пат толку очигледно во извештајот се повикуваат институциите, овие трите, дека не се независни. Значи, Апла им викат, не сте независни, полицијата зборам, обвинителството и Државната комисија. Од разговорите излезе дека не се независни. Еве за Државната комисија да ви кажам, една голема сенка си направија уште од првиот ден на изборот. Овој состав е избран на последната седница на стариот мандат на собранието пред распуштање. Па ти ако сакаш вистински да се бориш и да добиеш мандат за тоа, ќе речеш чекајте бе луѓе, ај ќе почекаме 2 месеци да заврши, па новиот парламент нека не бира. Каков и да е тој, кој да е тој. Не, на последната седница, во последниот состав се избра нов мандат на комисијата. И веројатно тоа тука ете за тоа се рефлектира. Сета иронија на општеството, тука исто меѓу редови ја има. Значи има корупција, пишува и тука, знаеме и ние, меѓутоа случаите на пријавување корупција кај Државната комисија се намалуваат од година во година. Од 200 и нешто на 100 и нешто. Што знаете што е тоа? Довербата во институциите не постои, затоа што ти ако мислиш дека таа комисија и тие институции ќе направат нешто, ќе одиш и ќе пријавуваш. Истото ви е тоа и со индексот за перцепција на корупција кој што постојано
се намалува и ние одиме горе и горе како земја, да кажем, така, лепдиме нагоре, нема корупција. Тоа сето се рефлектира на вас кој што го кажа состојбата во медиумите, зашто и јас го делам истото мислење дека се е ова вака поради состојбата во медиумите. Ако се ова го знае народот, мислам дека поинаку ќе биде цела ситуација.